Земјоделците многу се заинтересирани, скоро цела година очекуваа да се објави јавен повик по ИПАРД 3. И тоа пред неколку дена заврши, значи јавниот повик. Беа огромен број на земјоделци кои беа заинтересирани за ИПАРД. Од нив околу 40 апликации ние од агенција што ги правевме. Сега има и приватни што прават, како што знаете. И многу повеќе од половина од нив се за мерка 1, која е за модернизација на земјоделското стопанство. Имаше и од мерка 7 некои луѓе кои аплицираа, така да мислам дека е доволен број апликанти за овој јавен повик, мада ќе има и други јавни повици од ИПАРД 3. Мерка 1 значи модернизација на земјоделски стопанства, кои се опфаќаат сите можни инвестиции за земјоделството, почнувајќи од механизација, од објекти за преработувачки капацитети, машинерија за преработување и така натаму. Мерка 7 е диверсификација на фарми, каде што опфаќа сите гранки, почнувајќи занаетчиство и хотелери, што друго, разни паркови за деца, за се. Мислим, се е опфатено. Буквално преку мерка 1 и 7, се што е рурално е опфатено. Како што знаете, во Македонија нема фарми кои произведуваат значи јуници педигрирани, така да морало луѓето да аплицират со набавка на добиток од странски земји. Доста многу имаше апликанти, негде 25-26 аплицираа, кои претежно со преку 30, па 45, 20, 10 крави, тоа се стелни јуници се набават. И исполнуваат услови, како што гледаме и по бизнес планот што ги правиме, гледаме дека луѓето се спремни, се подготвија, веќе научија дека треба да се спремат, да бидат подготвени, да исполнуваат услови за да добиваат. И очекувам, сега зависи од средства колку се наменици за таа работа, очекувам доста голем број од нив да добиваат, имајќи предвиди искуството од претходните години, така да мене многу ми се допаѓа што е голем интерес за набавка на добиток, затоа што сточниот фонд, како што знаете, опаѓа. Ова ќе придонесе сигурно и за квалитетот и за квантитетно производство на млеко и месо.